Не дозволива многуте прашања без одговор со ГМО оризот додатно ги подгреваат сомневањата во јавноста околу неговото присуство во кочанските полиња и во прометот. Дилемите дали 500 килограми се увезени или тука произведени непотребно се одолговекуваат, бидејќи на вакво прашање одговор се добива на лице место. Овдешните агростручњаци се доволно искусни за да ја познаат арпата или белиот ориз уште на прв поглед. Овој проблем, кој лесно може да прерасне во афера, ја отвора пандорината кутија за вкупните состојби во оризопроизводството кои што децении не се решаваат. Можеби најсуштинското е околу семенскиот материјал, кај кој, како и кај пестицидите, владее целосен хаос, бидејќи увезува, сее, третира кој како ќе се снајде и стигне. Се му увезуваат, односно шверцуваат камионџи и други разноразни превозници. Слична е состојбата и кога се во прашање хемиските препарати за заштита од плевели. А кога е така, тогаш ваквите појави на појава на недозволено земјоделско производство се логична последица. Суштинскиот проблем во дадената ситуација не се само откриените 500 кг ГМО ориз, туку дали кој се го произведувал и какви размери има за земено неговата расширеност. Практични одговорите на прашањата кои сами по себе се поставуваат кај стручњаците и во јавноста мора да добијат брз и аргументиран одговор за да се заштити брендот кочански ориз со сите негови квалитативни карактеристики и посебности.